Македонската јавност се уште ги чека одговорите од институциите по вчерашната акција на полицијата и на обвинителството, во која неофицијално е запленето рекордно количество марихуана, односно речиси 30 тони. Не се знае ниту дали има уапсени лица. За повеќе детали го прашуваме Дејан Трајковски, кој го вклучуваме во живот пред обвинителството. Дејан, што воопшто знаеме за вчерашната акција? Како што кажа и Титања, еве речиси 24 часа од почетокот и нешто помалку часа од завршувањето на акцијата. Дополнителни детали се уште нема. Единствено што знаеме е дека вчера поранешен Охис беше под опсада на полицијата, каде што имаше бројни полициски возила, комбиња, како и камиони, со кои засега неофицијално биле рекордни 27 тони марихуана запленети. Дополнителни информации првенствено се чекаат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, каде што сме сега, каде што ќе треба да посочат дали има приведени, дали е собрана некаква дополнителна документација, детали во оваа насока се уште официјални детали се чекаат. Така, Дејан, по очигледните пропусти со лиценците за одгледување марихуана, од Демократскиот сојуз побара и законски измени. Што точно побара Павле Трајанов? Тие бараат по скратена постапка да се забрани производството на марихуана за медицински цели. Воедно сите велат оние фирми кои што се производители, кои што работат во тој ресор, да се објават јавно, а воедно да се види кој и кога им издал лиценца, па предлагам тука да слушнеме повеќе од претседателот на Демократски сојуз. Нашата идеја е да се расправа парламентот и мислам дека во основа да се забрани производството на марихуана, но можно е со некакви силни гаранции, законски гаранции и натаму да се произведува за медицински цели, но тоа да се определи оние компании кои што овие, речеме, марихуаната, канабисот, односно сите овие работи можат да директно да ги стават во производството на лекови. Треба да се преиспита работата на Министерството за здравство, на кој се, кога ги издал такви лиценци, какви контроли се спроведувале, кој бил вклучен директно или индиректно со своето политичко влијание околу можноста да биде заштитена нека компанија слободно да произведува, да продава. Така истрагата која што предходеше на вчерашната акција во Охис се поврзува и со заплена на 5 тони марихуана во Србија, кога беше уапсен и косопственикот на Алфа Фарм, односно фабрика која што е стационирана во поранешен Охис. Тамошните власти тогаш кажа, српските власти, дека марихуаната е дојдена од Македонија. За ова истрага внатрешна е отворена и од страна на Царинската управа, која што ќе утврдува дали имало некакви пропусти и ако навистина е помината толкава количина на марихуана кон Србија, на кој начин толкава количина поминала. Како што посочив и на почетокот, за сега има недостаток на официјални информации. Овие сега кои што ги кажав се оние што се знаат уште од вчера и се чека потврда за нив, па до тогаш деталите се тие.